За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите раженчиња на кинески начин. За подготовка на ова јадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 1 свеж ананас, половина килограм свинско филе, 1 црвена пиперка, 1 зелена пиперка, 1 главица кромит, 1 лимон, 1 чешне лук, 1 лажица шеќер, половина кафена лажица мелен џумбир, 50 мл соја сос, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 40 минути. На даската за сечење на ананасот му ја отсекуваме рачката. Потоа го сечеме на 2 еднакви парчиња. Потоа ананасот го сечеме на 2 дела. Од парчињата ананас ја отстрануваме кората. Потоа ананасот го сечеме на парчиња. Свинското филе го сечеме на парчиња. Исечканото месо го ставаме во длабок сад. Месото го зачинуваме со џумбир. Го додаваме соја сосот. Чешнето лук го гмечиме со алатка и го додаваме во садот. Во садот го додаваме шеќерот. Потоа лимонот го сечеме на половина. Го цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот. Во садот додаваме 90 мл масло за јадење. Промешуваме со лажица за месото да впие од зачините. Месото го оставаме да отстои во маринадата 2 часа. Во меѓувреме, на зелената пиперка ги отстрануваме рачката и сенките. Ја сечкаме пиперката на тенки долгнавести парчиња. И од црвената пиперка ги отстрануваме рачката и сенките. И неа ја сечеме на тенки долгнавести парчиња. Главицата кромит ја сечкаме на покрупни парчиња. Потоа сечкаме дел од парчињата ананас. Земаме метална игла за реженчиња и на неа наденуваме парче месо. Потоа наденуваме парче ананас. Потоа редиме парче зелена пиперка. Ставаме парче кромит и повторно ставаме парче месо. Парче ананас. Потоа редиме парче црвена пиперка. Повторно ставаме парче месо. Ставаме и парче кромит. Редиме парче месо. Ставаме и парче ананас. Наденуваме парче зелена пиперка. На крајот редиме парче кромит. Постапката ја повторуваме при формирањето на сите раженчиња. Скарата за печење попрескуваме со масло за јадење.
Потоа на скарата ги редиме раженчињата да се печат. Ги попрескуваме со масло за јадење. Ги преливаме и со маринадата. За време на печењето раженчињата ги превртуваме, за да бидат убаво испечени од сите страни. На скарата ги ставаме и парчињата ананас да се печат. Одсекуваме парчиња од рачката на ананасот. Испечените раженчиња ги тргаме од скарата и ги ставаме на чинија. На чинијата за сервирање по должина ставаме од претходно сварениот ориз. Од двата краја на чинијата ги ставаме половинките од рачката ананас. Потоа на чинијата за сервирање ги редиме раженчињата. Испечените парчиња ананас ги тргаме од скарата и ги ставаме на чинија. Парчињата ананас ги редиме од двете страни на раженчињата. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.